Државата си заработи тужба од синдикатот. Сојузот на синдикати најави дека ќе поднесе колективна синдикална тужба за неусогласување на колективните договори со Законот за минимална плата. Тоа ќе го направат пред домашните судови и Советот на Европа. Од синдикатот не посочуваат колку ќе тежи тужбата, но велат државата многу ќе изгуби, ќе плаќа судски трошоци, а работниците на крај ќе си го добијат заслуженото. Колективна тужба во моментот за државата многу ќе ги чини и ќе ги кошта. Знаеме што значи колективна тужба, посебно пред Европскиот совет. Знаеме што значи тоа во извештаите на ИТУЦ, АјЛО и сите останати меѓународни фактори. Ја не би препорачал. Остануваме отворени до петок, нека повелат тоа што го бараме да го согласиме. Им даваме можност до петок, бидејќи више со меѓународната организација на трудот го согласуваме ова што го збориме колективна тужба, како пред домашните, така и пред странските судови. Синдикалците нема да ги продолжат протестите, но штрајкот во институциите ќе продолжи. ССМ најавува и нови форми на изразување на синдикалниот револт. Онаму каде што ќе има јавен настан, дали е тоа министер или градоначалник или директор на некој јавно предпријатие, Сојузот на синдикати на Македонија, пак ќе кажам, онаму каде што не добивме, ќе застанеме пред него за да знае целиот меѓународен фактор и на тој настан дека пред градоначалникот или пред тоа министерство или пред владата или пред собранието има гладни работници кои не ги уживаат правата пропишани согласно Законот за работни односи и колективните договори. Според ССМ, повисоки плати добиле вработените во 33 јавни предпријатија. 5 општини ги покачиле платите, а синдикатите преговараат уште 14 општини да го следат нивниот пример. Бараат усогласување на платите со порастот на минималната плата, досега протестираа пред владата, собранието, министерствата, бара одговорност и оставки од пратеници и министри, но засега без епилог.